Добар ден, вие сте со вестите на Канал 8. Стипендирање на млади роми од Кучани за обука во Република Унгарија ќе овозможи унгарската амбасада. Стипендирањето е резултат на долгогодишната соработка на општина Кучани со амбасадата на Унгарија и унгарскиот град Сигенцен Миклош. Како резултат на долгогодишната соработка на унгарската амбасада со општина Кучани и со оглед на фактот дека Кучани е прв град од Македонија кој почна да соработува со унгарскиот град Сигенцен Миклош, амбасадата на Унгарија со поддршка на владата на Унгарија ќе стипендираат 5 млади лица од ромска националност од Кучани за посетување обуки во делот на науката. Mi most azon dolgozunk majd a polgármester, hogy egy... Sa podrškom vlade Mađarske mi ćemo omogućiti 5-6 mladim Romima, mladima romske nacionalnosti da se više i bolje integrišu, da damo stipendije i radit ćemo na tome da što kvalitetnije i bolje odradimo sa moj prijatelj gospodin gradonačelnik. Ez egy figyelemfelhívás és Општина Кучани се грижи за ромите за вклучување во редовната настава во училиштата и детските градинки, задолжителното средно и стипендирање во високото образование, така што стипендирањето на млади роми во Унгарија е добредојдено. Ние со неговата екселенција, со амбасадорот, сме пријатели и разговаравме на многу теми. Една од темите е таа да стипендираме наши млади роми во Република Унгарија. Еве, ова заедничка наша желба се исполни и ние сигурно како општина Кочани ќе имаме еден или двајца стипендијанти кои што ќе бидат на обучување во Унгарија во нивните центри каде што ќе изучуваат некои науки, некои вештини и така натаму. Министерот без ресор Неждет Мустафа повика на продолжување на декадата на ромите и рече дека Македонија подава рака за ромскиот народ и со конкретни акции се решаваат интегративните процеси. Ги повикувам сите заедно да го продолжиме патот на декадата, кој што не била као магично штапче, но се докаже дека со декадата постигнавме исклучителни добри резултати. Со огромна надеж дека декадата од следните години ќе носи поголем буџет и ќе направиме многу посилни крупни чекори во решавањето на нивните деценински проблеми. Градоначалникот Димитровски додаде дека заедничката соработка во делот на социјалните програми за ромите и подобрување на инфраструктурата во ромското мало ќе продолжи и понатаму. Околу 12.000 евра ќе потроши комуналното јавно предпријатие Водовод за ангажирање субјект кој ќе овозможи услугата за привремени вработувања. Бројот на лица што ќе имаат времен ангажман не е определен, односно ќе зависи од потребите на предпријатието. Близу 740.000 денари е планирано да се потрошат од сметката на комуналното предпријатие Водовод за ангажирање агенција за привремени вработувања на лица кои ќе работат на различни работни задачи. Сумата се однесува на провизијата што предпријатието ќе треба да му ја исплати на давателот на услугата, што треба да биде одбран по распишаната и веќе завршена тендерска постапка. Во документацијата за јавната набавка стои дека договорот ќе се склучи во трајање од 1 година, а обврска на агенцијата за времени вработувања е услугата да ја извршува според потребите на Водовод. При тоа не е нагласено за кои работни места, односно за какви задачи ќе бидат ангажирани лицата кои ќе бидат времено вработени, иако според досегашната практика, тие вообичаено работеа на наплата на таксата на јавните паркинзи. На една од последните седници на Советот на општината на која се разгледуваше и извештајот за работењето на комуналното предпријатие, беше поставено и прашање за бројот на редовно вработените, како и на лицата кои се ангажираат преку агенција за привремени вработувања. На упатената критика од советниците до раководството на Водовод дека тој број е преголем и финансиски го оптоварал јавното предпријатие, беше речено дека целата постапка е во рамки на потребите за нормално работење. Значи, убаво стои во извештајот, не е премолчено, просечен број на вработени 226 и просечен број на вработени преку агенцијата 39. И не е ова апсолутната најголема бројка на вработени. Бројот на вработени е согласно со потребите и можностите за извршување на една така сериозна не еднина, него множина сериозни обврски, како што се и паркинзите сега, и комуналната хигиена, и водовод, и канализација, и
одржувањето на зеленилото и геотермалните извори. Комуналното предпријатие Водовод, како и досега, со Агенцијата за привремени вработувања што ќе биде ангажирана за услугата, ќе склучи договор за отстапување работници за замена на привремено отсутен работник, за привремено зголемен обем на работа, за работа на проект и за специфични неконтинуирани работи кои не се дел од претежната дејност на предпријатието. Непознато е дали се планира и годинава да продолжи ангажманот на привремено вработени лица како наплатувачи на таксата за паркирање, иако се најавуваше оти е во план наскоро да се премине на наплата со СМС пораки од мобилен телефон. Релативно топлото време за овој период од годината овозможи интензивен развој на ларвите на боровиот четник. Забележан е зголемен број гнезда на боровите насади во близина на споменикот на Слободата и на другите локации во непосредна близина на градот. Насадите од бор во околината на Кочани повторно се цел на напад на гасениците на така наречениот боров четник. Скоро на секое стебло се забележуваат по неколку гнезда во кои се изведуваат ларвите, што потоа целосно ја оголуваат зелената маса и зад себе оставаат пустош. И понатаму најзагрозени се насадите лоцирани на Цигански рид, непосредно над градот, како и кај местноста Војновица на патот кон Пониква. Карактеристично и за двата локалитети е што се наоѓаат на надморска височина од 500 до 900 метри, додека на повисоките локации не се забележани уништувања. Освен на овие две локации, присуството на карактеристичните бели гнезда на дрвјата се забележуваат и кај споменикот на Слободата, каде практично секое стебло е зафатено од штетникот. По авионското третирање од пред неколку години, состојбата беше подсмирена, но дека битката не е целосно добиена зборуваат и направените снимки. Веројатно за тоа свое влијание имаат и временските услови, односно благата зима годинава, кога температурите само во краток период се спуштија и се задржаа под нулата. Релативно потоплото време овозможи ларвите порано да се развијат и граѓаните веќе забележале дека гасениците започнале да ги напуштаат гнездата и да се селат на нови стебла. Од локалната самоуправа уште пред 2 години рекоа дека немаат директна надлежност за уништување на ларвите на боровиот четник. Сепак, уште тогаш беше изразена подготвеност да се даде поддршка на стручни екипи од Шумарскиот факултет и од јавното предпријатие Македонски шуми во борбата против штетникот. Очекува се дека ќе има посебен третман, меѓутоа боровиот четник е сосема друго прашање. Очекуваме дека Шумарскиот факултет заедно со Македонски шуми ќе преземат тие акции кои се за боровиот четник. Според проценките од јавното предпријатие Македонски шуми, како резултат на нападите на боровиот четник, досега е оштетена површина од над 1000 хектари со зимзелен насад во Кочанско. Поголем дел од боровите стебла, стари од 10 до 25 години, целосно се уништени. Патот во логорите на смртта е насловот на изложбата што беше представена пред граѓаните во библиотеката Искра во Кочани. Станува збор за една поголема колекција фотографии, поставена во Центарот за образование, историја, култура и холокаустот на ромите во Будимпешта, Унгарија. Патот во логорите на смртта, представен преку фотографии и изложба што граѓаните на Кочани во наредните 2 недели ќе може да ја видат во библиотеката Искра. Целта е преку фотографиите да се прикаже трагичната судбина на ромите во Унгарија за време на Втората светска војна и не подсетува на трагичните настани од холокаустот на ромите, кои после евреите во најголем број биле депортирани во логорите на смртта на фашистичка Германија. На отворањето присуствуваше амбасадорот на Унгарија во Република Македонија Јозеф Бенце, кој заедно со општина Кочани и кабинетот на министерот без ресор Неждет Мустафа се организатори на изложбата. Magyarországról U razne logore je odvedeno više od 600.000 jevreja i Roma iz Mađarske. To predstavlja jedan bol za nas i naš je zadatak da podsjećamo na ono što se desilo i da se sećamo onoga što se desilo. Naravno, naš cilj je ne samo da se podsjećamo na one tužne stvari, da sa pomoću ovih slika da prikažemo život Roma, njihove umetnosti, svakodnevice, njihov rad i naravno umetnosti specifične za njih. На сликите доминира колективната несреќа на ромскиот народ од времето на Холокаустот, водена од идејата на фашизмот за целосно истребување на ромите.
но со оглед на тоа дека ромите се едни од најраспространетите нации, ги има на сите континенти, ја негуваат својата традиција и култура и се гордеат со своето потекло. Идејата за нивно уништување е скоро невозможно, рече министерот Мустафа. Говорите на смртта, така и носи мотото денешно, да се подсетуваме што се случувало со ромите во тој холокауст на време кога ромите едноставно беа надвор од некоја надежда дека денес повторно ќе постои народ кој што се вика роми. Ова за нас ромите во Република Македонија целта ми е да изучиме добро оваа лекција и да се подсетуваме кон нашата историја и да велиме никогаш за ниту една друга заедница, во ниту една друга држава да не се повтори еден таков злосторнички чин. Подршка за отворање на изложбата даде и градоначалникот на општина Кочани. Ние ова сакаме да го забележиме, да го видиме како било, меѓутоа и да ги пратиме пораките кои што секојдневно ги имаме и овде во Кочани и овде во целата држава во Република Македонија. Значи пораките од тоа дека се грижиме за најмладата популација со примањето на нашите дечиња во детските градинки, со изучувањето, со одењето на редовно училиште за да го стекнат образованието, да ги стекнат животните навики и да бидат вклучени во целиот систем. Понатаму во задолжителното средно и стипендирање во високото образование. Изложбата ќе биде отворена до крајот на месец февруари, а подоцна ќе биде поставена и во други градови во земјава: Велес, Штип, Виница, Прилеп и Битола. Конкурс за најдобра фотографија на тема Балкански зелен појас за представување на природните убавини во Македонија објавија невладините здруженија Евронатур од Германија и Македонското еколошко друштво. Пријавувањето е до 30 јуни, а за најдобрите 5 фотографии предвидени се интересни награди. Природната средина на Балканскиот зелен појас е дом на многу различни видови див свет, поради што германското непрофитно здружение Евронатур во соработка со Македонското еколошко друштво одлучи да ги награди најкреативните фотографии поврзани со оваа тематика. Тоа е повод да објават заеднички конкурс на кој ги покануваат сите посетители и жители на државите од така наречениот Балкански зелен појас да истражуваат и фотографираат мотиви и доживувања од зелениот појас во Македонија. Надпреварот е отворен за сите лица кои аматерски или професионално се занимаваат со фотографија, а рокот за испраќање на нивните дела е до 30 јуни. Еден учесник може да испрати најмногу 5 фотографии, при што учеството опфаќа дигитални фотографии во боја, испратени преку електронска пошта, а тие не треба да бидат испечатени, да не се црно-бели и да не се во панорамски формат. Не е дозволена дополнителна модификација на фотографиите или на нивната содржина, како додавање или одземање животни, делови на животни, растенија, непосакувани елементи, луѓе и слично. При испраќањето на материјалот мора да се испрати и листа на фотографии на македонски или англиски јазик, во така наречен PDF формат или како Excel файл. Листата треба да содржи име, електронска пошта и адреса на фотографот, број и име на фотографијата, како и нејзин детален опис, односно датум и локација каде е фотографирана и кратка приказна за нејзиниот развој. Авторските права за сите фотографии кои учествуваат мора да припаѓаат на фотографите, при што авторот им дава право на организаторите за бесплатна употреба на фотографиите за промовирање на надпреварот, за комерцијална продажба на комуникацијски материјал и во нивните рекламни материјали како и календари. Исто така, сите наградени фотографии можат да бидат користени од страна на организаторите за изложби и нивно рекламирање, а оние што учествувале, но не се наградени, ќе бидат користени единствено по консултација и во договор со фотографот. Учеството на конкурсот е бесплатно, а фотографиите треба да се испраќаат на електронската адреса mkgreenbelt@mes.org.mk, при што ќе ги оценува 5-члена жири комисија, а победниците ќе бидат објавени на крајот на јули. Освен нашата, во конкурсот истовремено се вклучени уште 8 држави од Балканскиот регион. Во рамки на програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности се одржа и последната трета обука на младинците од 14 до 16 години.
Целта е волонтерите да научат сами да реализираат проекти од хуманитарен карактер. Продолжува хуманата мисија на волонтерите од Црвен крст Кочани. Во основно училиште Раде Кратовче се одржа последната обука, како дел од програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. Младинците ги сумираат своите идеи и се обучуваат да реализираат проекти, преку кои им помагаат на социјално ранливи категории семејства. Оваа обука носи наслов документирање, а самите младинци ќе се запознаат со начините на документирање, преку кои самите проекти кои ќе ги изработат подоцна треба да бидат испратени во ПКВ канцеларијата во Скопје, кај што ќе бидат подлежени на оценување. Малите проекти ќе се изработуваат во следните 2 месеца, каде што младите излегуваат на терен, ги истражуваат целната група, истражуваат нивните потреби, организираат некои настани се со цел да до финансиски средства и да им помогнат на целната група која имаат изберено. ПХВ е проект што веќе 20 години екзистира на територијата на Република Македонија. Еден од најдолгите проекти од причина што проектот не е превземен по шаблон од некои други земји, па да се применува тука. Туку напротив, станува збор за домашен проект кој со текот на годините доживеал и одредени трансформации. Во Кочани регионот повеќе се дава предност на насочување на проектите кои имаат хумана димензија, а во останатите градови, во мултиетничките средини, се работи и на проекти за соработка помеѓу културите и нивниот начин на живење. Благодарение на ПХВ, проектите ланската година младинците кои учествуваа им помогнаа на 5 социјално ранливи категории семејства од Кочани. Во текот на вчерашниот ден на патот Кочани-Штип се случила сообраќајна несреќа во која потешко е повредено едно лице. Како што информираа од полицијата, околу 17 часот и 50 минути на магистралниот пат Штип-Кочани се случила сообраќајна незгода во која автомобил Citroen C4 со кочански регистерски ознаки, управуван од 63 годишниот ИГ од Кочани, излетал од патот. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобил ИГ, на истиот му укажана лекарска помош во општа болница во Кочани и е задржан на лекување. Увид на местото на настанот извршила екипа од кочанската полиција. Следува информацијата од спортот. 8 нови имиња ќе влезат во првиот тим на Осогово во продолжението на правенството на третата фудбалска лига. Дел од засилувањата кои ќе му бидат на располагање на тренерот Зоран Филипов се од други клубови, а останатите се од младинскиот погон на Кочанскиот клуб. Пред стартот на пролетниот дел во првенството на третата лига Исток, фудбалскиот клуб Осогово во своите редови доби 8 нови фудбалери, кои веќе потпишаат договор за трансфер. Во наредниот период, боите на Кочанскиот клуб ќе ги бранат Александар Максимов, кој доаѓа од Скопски Металург, потоа Тоше Манов од Македонија Ѓорче Петров, Андреј Тасов од Штипска Брегалница и Симеон Јорданов од Агрос од Градовци. Освен нив, во првата екипа влегуваат и домашните играчи од младинската екипа Мартин Ѓоргиев, Сашко Андонов, Антонио Божинов и Димитар Спасков. Во меѓувреме, клубот ги продолжува подготовките со редовни тренинзи на стадионот Никола Мантов и со одигрување пријателски контролни надпревари. Она што досега го прикажаа фудбалерите на тренерот Зоран Филипов не дава многу надежи дека ќе се поправи лошиот биланс од есенскиот дел. На средбата со Виничка Слога 1934 нашите фудбалери како гости изборија нерешен резултат од 2:2. Викендов на гостувањето во Делчево против домашната Брегалница тие беа катастрофално поразени со 5:0.
Ги гледавте вестите на Канал 8, ви благодариме што бевте со нас. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.